Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Христос воскресна, навистина воскресна. За многу години, мои сонародници, македонки и македонци. Вечерашнава наша емисија е великденска емисија. Денес, утре и задутре, кога се и великденските празници, нека ни се напомош и за многу години да славиме вака и со поголем број на членови во секојно семејство. Токму вечерва ќе дадеме и прилог по повод празникот Великден, а истовремено и великденски поздравни честитки. Но на самиот почеток да одиме и со прилогот по повод празникот Великден. Великден или Воскресение Христово, најважниот верски празник во православниот календар. Христијанските верници со овој празник го прославуваат воскреснувањето на нивниот Бог Исус Христос по неговата смрт со распнување околу 27 до 33 година од нашата ера. Тоа се случило на третиот ден по неговата смрт, сметајќи го и денот на смртта, тоест првиот ден, недела по Велики петок. Сите христијани на тој ден се поздравуваат со поздравот Христос воскресна, на што се одговара навистина воскресна. Великден и празниците што се поврзани со него се подвижни празници, тие не паѓаат на издатум секоја година според Грегоријанскиот календар или да кажам католичкиот календар или јулијанскиот календар кои го следат движењето на земјата околу сонцето и годишните времиња. Тие се фиксни според месечевиот календар, што е сличен, но не ист со еврејскиот календар. Великден се празнува по еврејскиот празник Пасха. Тоа е во првата недела по полна месечина, која што е на самиот ден на пролетната рамноденица или непосредно по неја. Во периодот од 1900 до 2100 година Великден може да се падне помеѓу 4 април и 8 мај. Во православието подготвувањата започнуваат со Великите пости. По петтата недела или ден од Великите пости доаѓа Цветната недела, која завршува со Лазарова сабота. Овој ден го означува завршетокот на Великите пости, иако празникот продолжува и следната недела. Потоа доаѓа празникот Светна недела или Цветници, Светла седмица и најпосле самиот Великден, и постот прекинува веднаш по обожествената литургија. По Великден следи Томината недела, за време на која нема постење, дури ни во среда и петок. Великденската служба започнува на полноќ, почеток на Великденското утро, со тоа што оваа служба е на полноќ, на истата и е загарантирано дека ниедна литургија нема да дојде пред неа изутрината. Ова се должи на фактот што Великден се смета за празник над празниците. Инаку околу обичаите, на Велики четврток се вапцуваат првите 3 јајца. Првото јајце е посветено на Бога, второто на домајкинот на куќата и третото за берикет и среќа. Тогаш не сме да се вапсуваат други јајца. Порано се бојадисувале само црвени јајца, а се верува дека овој обичај потекнува од Марија Магдалена, која според Библијата однела јајца обоени во црвена боја пред тогашниот римски цар Тибери, кога се дознало дека Христос воскреснал.
На Велики петок е строгиот пост. Правилниот пост е само да се пијат течности, поточно вода, чај и така натаму. На тој ден Исус бил распнат. Христијаните во тоа време постеле од жалост, бидејќи јадењето представувало задоволство, тие сметале дека не треба да јадат. Иако Велики петок е најтажниот ден за сите христијани во светот, Великден веднаш по Божик се смета за најрадосен христијански празник. На Велика сабота Исус веќе умрел. Тогаш навечер се оди во црква и околу полноќ се кружи околу црквата, а потоа се кршат вапцаните јајца. Во недела се мрси. На тој ден Исус воскреснал. На ден Великден, Великденскиот понеделник и вторник, кои се по него, православните христијани во светот се поздравуваат со Христос воскресна и се одговара на вистина воскресна. Нека биде честит празникот Великден, почитувани слушатели, а истовремено и утрешниот празник Свети Ѓорѓи, односно Ѓурѓовден. Со вакви честитки по повод празникот Великден и Ѓурѓовден, како и желби за добро здравје, радост, среќа и наталитетот да порасне што повеќе меѓу македонците, испорачува повардарскиот митрополит Агатангел, посакувајќи исто така мир и радост во секој едно семејство, но и во Македонија заслужени благодети. Кон ова се приклучуваат и председателот на Македонската православна црква Свети Климент Охридски Борис Стојкос, исто така председателот на црквата Свети Наум Охридски Крис Клашов, председателот на црквата Света Недела Славе Бундески, председателот на црквата Свети Илија Васко Недановски и председателот на црквата Свети Димитрија Солунски Диме Малаковски, сите со своите управи. Како што порача и самиот митрополит Агатангел, нека расне наталитетот меѓу македонците, а за тоа нека помогнат изборовите на ова детска песничка што следува после моето кажување. Истовремено сите оние кои го слават празникот Ѓурѓовден, а и оние кои го носат името на Свети Ѓорѓи, односно Ѓурѓовден, и на празникот Великден, посебно мојот пријател Ѓорѓ Стрезов од село Неволини, нека им се честити и вечни имињата, заедно со своите фамилии. Не можам да не го спомнам уште еден мој пријател, тој е Ѓорѓи Кизовски од село Габреш, честитајќи му го неговиот именден, а исто така и Ѓорѓ Браун од село Буф. На нив двајца и на целото семејство им посакувам убаво да си поминат за великденските празници и уште многу години да бидат среќни и весели. Како што реков, меѓу нив е и мојот драг пријател Ѓорѓ Стрезов.
Утринското кафе е навистина и најсладко. Меѓутоа, тоа е и за ваша душа. Но тоа може само Тим Хортонс, посебно во Скарборо и Ист Јорк, чии собственици се Стив и Дени Браун, со нивниот татко Џорџ Браун од село Буф. Но не е само тоа. Во Тим Хортон можете да си земете утрински појадок, исто така донаци или крофни, како и други сладки јадења, но и да си ордирате јадење, сендвичи, доколку одржувате некои митинзи. Повелете, Тим Хортон секогаш е до вас, покрај вас. Westmount Guarantee, инвеститор за сигурна гаранција за комерцијални билдинзи, за кондо, исто така Deposit Insurance Financing. Нашиот сонародник Джим Еманолидис го докажува сето тоа. Телефонот е 416 712 4038. Секој ден посакува да живее во удобен стан, во удобна куќа. Крис Клашов од фирмата Royal LePage State Realty е покрај вас. Завртете го телефонот на 905-520-1474 и побарајте го Крис Клашов, кој со неговото 20 годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474. Срцето пак на Ниагара со трите луксузни хотели во Сент Катрин, Хамптон Ин, исто така Бест Вестерн и Халади Ин, но многу повеќе дочекот во овие хотели од страна на персоналот, а посебно од собственикот Том Ничополос, кој запознат веќе од голем број на гости од речиси целиот свет. Но не само тоа. Тие располагаат и со 2 спортски сали, односно фит центерс. Даваат интертеймент, а за љубителите на боулинг исто така ви овозможуваат како и други рекреативни игри. Додека пак за било какви сечености, свадби, свршувачки концерти, митинзи на располагање ви стои парква и банкет салата со капацитет до 1000 гости. Јавете се на 905-380-1550. Да повторам, 905-380-1550. Партнер Гоулинг LLP, тоа е адвокатската фирма на сите врсти на лоери. Еден од нив е и Питер Симеон, позната адвокатска фирма низ цела Канада и Америка. Доколку имате потреба од лоер адвокат, побарајте го Питер Симеон на 416-898-4506. Повторувам, 416-898-4506. Сите знаеме дека и воздухот и водата се загадени и секој бара да оди во природа и да пие чиста вода. Но имаме и фирма Continental Carbon Group, која филтрира водата за пиење, воздухот и отпадните води. Не случајно името на ова фирма Continental Carbon Group со нејзиниот сервис можете да го видите во голем број на индивидуални фабрики, разни институции, државни и приватни фирми. Јавете се на 905 за ваша потреба 643-7615. Да повторам, 905-643-7615. Радиопрограмата Глас од Македонија можете да ја слушате преку вашите радиоприемници на 101.3 FM, а исто така на интернет ако отворите на CMR 101.3 FM или пак преку телефон секоја недела од 6 до 7 часот навечер и да се јавите на 416 593 0055. Да повторам, ако го завртите телефонот секоја недела од 6 часот попладне на 416-593-0055, можете слободно да ја слушате секоја наша радиоемисија на Гласот Македонија телефонски.
Браќата Марко и Петре Јановски од село Велушина, инаку познати со Јановски Каунтертап, како и Мица Кочовска, сите со своите фамилии, не можат а да не се појават со великденската честитка до сите своји најблиски роднини, пријатели, соселани и целиот македонски народ, за да во добро расположение го дочекат овој наш значен празник и уште многу години вака да се дочекуваат. Истовремено, бидејќи во Велушина е селска слава Ѓурѓовден, овие наши сонародници сакат да го честитат празникот до сите своји соселани, а оние кои го носат името на Свети Ѓорѓи, нека им е честито, велат Марко и Петре Јановски и Мица Кочовска од село Велушина. Čestito, samo za Arno.
Нашата позната солисткиња на македонската народна песна Фана Шомова со својот сопруг Борис Лозан Бочка од Охрид, задоени од традициите македонски што нивните родители ги правеле, овој брачен пар сака да го поздрави целиот македонски народ, честитајќи го празникот Великден и Ѓурѓовден и за многу години да го слават, не заборавајќи ги тие наши стари македонски обичаи. А ние пак од редакцијата на Глас од Македонија, на Фана и на Борче Лозан им посакуваме добар пат за Македонија, пријатен одмор таму и среќно враќање во Канада со песна која ми е една од нејзините најубави песни Момче Бре.
Македонската православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со свештеникот Ангел Станчев ве повикува секоја недела и за македонските православни празници на заедничката богослужба од 10 часот утрото. Но не е само тоа. Повелете за било какви свечености, свадби, крштевки слично. На располагање ви стои банкетната сала која собира капацитет до 400 гости. За било какви информации јавете се до менаџерката Мери на 905 975 5395. Апелирам и до сите вас да ја помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки да ја помогнете и да продолжи понатаму да се емитува ова радиопрограма. Кујната пак е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Тримак Гранит е вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, било од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината. Не чекајте, јавете се и побарајте го Алек Кирков, мајсторот за каунтертап. Телефонот е 365 888 6096. Да повторам, 365 888 6096. Дали знаете дека нашиот сонародник Џан Јоновски со својата професионалност го зазеде заменик директор или вајс президент во Bank of Montreal? Investments for High Net Worth Individuals. Телефонот е 416 827 7809. Но тука и комерцијалната фирма за купување и продавање на објекти, билдинг и слично, VP Cushman & Wakefield. Ова фирма со нашиот сонародник Кен Карулас. Бизнисот го има проширено дури во 60 држави во светот. Ако ви имате потреба од него, побарајте го на 416 756 5406. А трите модерно опремени ресторанти Elgin Water Manor во Стони Крик, Terrace on the Green во Мисисага, Lincoln Estate во Вајнланд, Онтарио, ви нудат и да ги направите вашите свадби, армаси, крштевки слично, повелете на еден фамилиарен ручек или вечера во нивните ресторанти. Собственикот Питер Трајковски со задоволство ќе ги направи вашите веселби да бидат незаборавени. Телефонот е 905 459 4447 905 459 4447. Оркестарот Децата од Буф со нивниот раководител Крис Клашов, познат не само во македонската комуна на Канада и Америка, туку и низ целиот свет и ке преку 40 години ги забавува македонците, а е единствен оркестар со автентична жива музика овде во нашата околина. Затоа за вашите свадби, армаси и слично побарајте Крис Клашов на 905 520 1474. Да повторам, 905 520 1474. Македонската православна црква Свети Климент Охридски со храмот самата црква го краси самото Торонто. Во неа на располагање ви стојат 3 реномирани сали за вашите фамилиарни веселби, свадби, свршувачки, крштевки и друго. Јавете се на 416 421 7451 и уживајте во домашен амбиент. Истовремено повелете на неделните богослужби, а исто така и за македонските религиозни празници од 10 часот утрото. Среќни великденски празници и уште многу години вака да слави секој едно семејство, на своите најблиски роднини, пријатели, муштери и на целиот македонски народ им испраќаат Стив и Дени Браун од Тим Хортон, потоа фирмата Westmount Guarantee со Джим Емануелидис, хотелите Holiday Inn, Best Western Hampton Inn во Сент Катринс со собствениците Том и Крис Ничопулос од село Баница, адвокатската фирма Партнер Гоулинг со Питер Симеон, како и Стив Масис од фирмата Continental Carbon Group. Сите овие наши познати бизнисмени од срце сакат да ги поздрават своите најблиски роднини, пријатели и муштери, посакувајќи им секој ден да им донесе нова среќа. За нив еве и една специјална песна.
imam babo, aj što merak imam, aj što merak imam babo, ovčara da si bidam, ovčara da si bidam babo, napirko planina. Pa da si gi gledam babo, pa da si gi gledam, pa da si gi gledam babo, lerinski te sela. Pa da si gi gledam babo, lerinski te sela. Mila babo, selo Krpešina, tamo najdoh, mila babo, se ubavimo mi. Tamo najdoh, mila babo, se ubavimo mi. Pa si gi zagaledah babo, Krpešinski momi, Krpešinski momi babo, si te u babici. Krpešinski momi babo, si te u babici. Babo, svadba meraklijska, svadba meraklijska babo, svadba makedonska. Svadba meraklijska babo, svadba makedonska. Честити великденски празници и многу години вака да се радува секој ден. Нашиот сонародник Питер Трајковски, собственик на ресторантите Elch Water Manor, Terrace on the Green и Lincoln Estate, на сите своји најблиски роднини, пријатели, муштери и на целиот македонски народ им посакува добро здравје и расположение. Со исти вакви честитки се јавува и нашиот познат сонародник Крис Клашов, кој е од групата Децата од Буф, но и Селс Рилистет. Потоа Джан Јановски од Bank of Montreal, Мицко и Веле Силјановски и Алек Кирков, кои се собственици на фирмата Трима Гранит, како и комерцијалната фирма VP Кошман on Waiteville со нашиот сонародник Кен Карулас. Сите овие наши познати и големи бизнисмени сакат од се срце да речат Христос воскресна, навистина воскресна.
leči i celo Skopje čašija da gleda. Otpusti merak kako ne se bega i celo Skopje čašija da leči. So merak besna duša da si leči i celo Skopje čašija da gleda. Otpusti merak kako ne se bega i celo Skopje čašija da leči. So merak besna duša da si leči i celo Skopje čašija da gleda. Otpusti merak. Неодамна Организацијата Обединети македонци се здоби со нова управа и нов председател, а тоа е Ристо Дурловски. Од срце на Ристо Дурловски му посакуваме плодна работа, а тој со неговата управа ќе посака до целиот македонски народ радост и убавини заедно со убавини во Македонија по повод великденските празници. Со таква иста честитка се јавува и председателката на Леринското друштво Мери Утос со управата по повод великденските празници, но истовремено ве подсетува да си купите карти за Mother's Day банкетот кој ќе биде на 11 мај во салата на црквата Свети Климент Охридски од 6 часот попладне. Со богато јадење и музика ќе уживате таа вечер. Уште еднаш честитки по повод празникот Великден и од Леринското друштво. Kini sada oda, kini sada oda, kini sada oda, ovam bel na gosti, ovam bel na gosti. Oj du durde, oj du durde, oj du durde, oj du do bela ta češma. Češma
Вчера се навршија 121 година од смртта на македонскиот револуционер Гоце Делчев, кој беше убиен на 4 мај 1903 година во село Баница Серско, а предаден од домашните предавници. Сепак неговото дело и пат го следат најголемиот број на македонци, а поготово кога на 8 мај ќе бидеат председателските и парламентарните избори на Република Македонија, каде опозицијата го зазема местото за да Македонија е пак моја, пак твоја, односно повторно наша, онака како што била. Но ние да одиме и со уште една честитка. Познатиот меѓу нас во македонската комуна Грек Цанев од село Арменоро сака овој пат, честитајќи ги великденските празници и празникот Ѓурѓовден до целиот македонски народ, посебно до Леринското друштво и благодарејќи и на неговата управа за соработката што беше со него кога тој беше председател, а истовремено и честитки до новата председателка Мери Утос и нејзината управа со многу успеси, а на сите мајки им го честита мајчиниот ден, посветувајќи песна токму за мајката.
Did you know that the Voice of Macedonia has been producing its radio show for 53 years and is the longest running radio program in the diaspora? And now we have extended our programming to reach listeners all around the world so that everyone everywhere can enjoy our curated programs on YouTube. Hit like, share, and subscribe, and leave us a comment. Ова наше издание на Радио Час од Глас од Македонија ќе го завршиме со големата и искрена благодарност што другарувавте заедно со нас, а се надевам дека ви исполнивме дел од вашето очекување во оваа емисија, која, како и другите радиоемисии, ги поставуваме на YouTube под The Voice of Macedonia, а од вас бараме да кликнете на Subscribe. Посакувајќи ви пријатна седница, слушајте не идната недела од 6 часот попладне, кога повторно ќе се јавиме директно во вашите домови со гласот, со зборот и песната од Македонија, преку брановата должина на CMR радиостаницата и брановата должина 101.3 FM. Вашиот уредник и водител на Радио Час од Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.